Бугарија води една политика на активна конфронтација. Потребен е надворешен гарант во однос на границите на бугарското мешање. Професор Спасеновски, вашата идеја која пласиравте пред речиси месец и половина за промена на државниот грб не најдена поддршка и кај власта и од страна на опозицијата. Како понатаму ќе течат уставните измени? Дали можеби ќе се оди на ситуација да се разговара не веќе со партии, туку со поединечно со пратеници? Тој процес на немање политичка култура и парламентарна култура на работење заедно за националните интереси на државата, без оглед дали е позиција или опозиција, ние имаме нетранспарентност и неотчетност. Секој кој што досега правил дивоград би се дрзнувал да изгради на диво одреден објект, мислам дека ќе размисли неколку пати дали да отпочне со тоа. Мислам дека во Скопје во моментот се живее како старци под постојан притисок, во групи, не многу чисто и дефинитивно нехумано. Оправдан ли е револтот кај граѓаните во однос на делот на нетранспарентноста на овој проект? Можеби фалеше еден дел од самата реализација на проектот да се одвои во делот на поголема транспарентност и објаснување на граѓаните. Сето ова што сега се прави со јавното обвинителство, со ДКСК и така натака, е едноставно прекасно. Начинот на кој што тоа се реализира е далеку од транспарентен и демократски. Секаде постоеле функционери под наводници или тогаш удбаши агенти, а денес нешто друго. Агенти имало тогаш, агенти имало и денес, кои што земаат да работат работи кои што не им се работат. Гледајте Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.